Убавото Крушево или македонскиот Давос веќе 2 недели и буквално е затрупано со снег. И покрај идиличната зимска слика со над 60 сантиметри снег, граѓаните се жалаат дека улиците се никако или тешко проодни, а поради ниските температури и замрзнати, со што стануваат опасни и небезбедни. Се е затрупано и не дај Боже на некој да му треба права помош или не дај Боже некој лице да почини, не можат да го изнесат од снег. Состојбата е катастрофална со патишката. Од кога почна да паѓа снего, Крушево не знам дали наликува на туристичко место или на не знам што. Се е подмрзнато, значи подмрзнато и затрупани. Сите споредни главни улици се затрупани и непроодни. Значи непроодни. Не знам во последниве 2 месеци колку скршеници има само на лица и повреди. Во моментов е многу лоша состојбата. Сношниот битола си дојдов, не можев да излезам со колата, заглавив и оставив долу на почетокот, на влезот. Тешка е состојбата, луѓето не можат ни пешки да одат. На лошата состојба со улиците, но и на наталожениот смет среде туристичка сезона, како и на другите бројни проблеми со кои се соочувала општината, реагираа и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Во моментов Крушево е блокирано, улиците се со снег и со мраз, возилата се заглавени, а учениците тешко пристапуваат до училиштата. За жал, никаде не е посолено, народот движи со страв. Во Крушево, од оно што беше ветувано во предизборната кампања, до ден денес апсолутно ништо не е реализирано. Ниту пак е отпочнато да се реализира. Власта во Крушево ги погреба сите надежи за подобрување на условите за живот во Крушево. Службите секојдневно се на терен. Имавме нови наноси на снег, но ќе скаврнеше. Сите наеднаш не можат да се исчистат, но се чисти. Околу 80% од улиците се веќе чисти. Горноселието до Пустарека е веќе чисто, а сега се насочивме кон градот, уверува градоначалникот на Крушево, Томе Христоски. Тој, исто така, ги демантира и обвинувањата на опозицијата дека општината доцни со реализацијата на ветените проекти. Некаде јавно и транспарентно се работи во општина Крушево, имавме и објава на Facebook, транспарентно и отчетно, како што сработивме, така и објавуваме. Направивме многу и во тек се градби, меѓутоа сега сме закочени во Крушево, само работиме во населените места, не изградбаме резервари за вода. Инаку, ова е втор мандат на градоначалникот Христоски, кој од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.